Денеска нашата противопожарна единица од дирекција за спасување и заштита добива сериозна донација. Тоа е донација од едно теренско возило, джип, опремено со помпа за противопожарни дејствувања, меѓутоа и за дејствување во дел на сообраќајки. Исто така добиваме сет макази за во делот на сообраќајни незгоди, каде што е комплетен сет во делот на одвојување на металот од други работи и ситуации како што се сообраќајни несреќи и незгоди, да можеме брзо да интервенираме, што е една неопходна работа за една противопожарна единица. Меѓутоа и 5 пумпи за извад на вода, на поплави и други попратни елементи. Јас сакам да укажам или да се заблагодарам на агенцијата за дирекцијата за спасување, меѓутоа и да се навратиме на фактот дека од пред 3 години оваа наша противопожарна единица беше на едно ниво кое што беше на завидно ниско ниво, а сега сме во делот на едно високо ниво, во заедничка соработка со дирекцијата, меѓутоа и со општината и сите релевантни фактори, така да жителите на оваа општина и на општината Росман, кај што покриваме како територијална единица, можат да бидат успокоени во делот на она што значи територијална противзаштита на самото население. Така да можеме да одговориме во било кој момент со добар тим, со вкупно екипиран тим од 27 вработени и опрема во целост во самото територијална противна единица. Како што кажа градоначалникот, одличната соработка помеѓу дирекцијата за заштита и спасување и единицата на локална самоуправа на Кавадарци, начело со градоначалникот, доведе до брз развој, односно опремување на еден од најважните сегменти, односно противопожарната заштита на градот Кавадарци и регионот. И дефинитивно со секој од единици со градоначалниците, односно единици на локална самоуправа со кои имаме добра соработка, веќе резултатот е видлив. Јас веќе снимивте дел од материјално-техничките средства од највисок квалитет, најсофистицираните материјално-технички средства се набавуваат затоа што противопожарната единица на Кавадарци спаѓа во републичките сили на нашата земја и се под ингеренција на дирекцијата за заштита и спасување во моменти на големи катастрофи. Така да продолжуваме понатамо тоа што градоначалникот го покаже како домаќинлог во изминатиот период и помошта на нашето подрачно одделение со реновирање на просториите и помошта на дирекцијата за заштита и спасување, взаемната соработка и разбирањето, мислам дека не води кон едно подобро утре. Да, па денеска уште еден убав ден за противопожарната единица од Кавадарци. Добивме на добра донација од опрема која што ни беше неопходна, значи многу важна за нас, чиме за нас нели и за граѓаните на град Кавадарци. Така да ова опрема мислам дека ни беше многу неопходна. Би сакал во момент да изразам голема благодарност до дирекција на заштита и спасување која што покажа големо разбирање за нашата проблематика, кога е во прашање нели набавка на опрема, недостаток на опрема и така натаму. Брзината на нивната интервенција беше стварно брза, под нашето барање се интервенира добро, брзо навремено. Да го спомнам беше тука и градоначалник кој што беше нели главен координатор меѓу локалната самоуправа и дирекција за заштита и спасување. Можеби тоа е најдобар начин за брзата соработка и набавка на ова опрема. Меѓутоа среќни сме, задоволни сме. Во да ни следуваат добри тренинзи да можеме сета оваа опрема да биде дел од нас. Следуваат напорни денови за нас, али тоа е доброто за граѓаните на град Кавадарци. Па за разлика од минатата година, оваа година сме со нешто со околу 150 пожари, нешто повеќе 150 пожари, што за разлика од минатата година е значително помала бројка. Еве јавна благодарност се надевам дека тоа е на сериозноста на граѓаните, мотивацијата, тоа да допринесува до намалување на материјални штети, намалување на загаденоста на воздухот. Значи се вкупно сите сме задоволни кога има помалце пожари. Еден апел до сите граѓани, значи кога се набавуваат плински боци, да се проверуваат, значи да не гледаме само на материјалното и на финансиските средства, значи кои што били истрошени на таа плинска боца, нека гледат малку и на заштита. Поради тоа што стварно имавме неколку интервенции, за среќа помина со најдобар ред со
само со материјални штети, без повреди, меѓутоа тоа не значи дека така ќе остане. Така да ги замолувам граѓаните на град Кавадарци, доколку користат плински уреди како за гревање или за готвење, да внимаваат тоа да биде барем со сертифициран уред кој што има со заштитен повратен вентил. На тој начин ќе избегнеме и материјално оштетување и фала Богу и здравствено, да. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.